Си беше еднаш Викторија Попстефанија. Вака ќе започнам денешната приказна за Викторија од Цараиште, жената со брилјантен интелект, која што од заборав го зачувала големото народно фолклорно творештво. Народната македонска песна "Бор садила мома Евгенија" и само една од многуте песни кои се зачувани од заборав благодарение на Викторија Попстефанија. Викторија е една од најпродуктивните македонски пејачи. Македонски и светски фолклористи од неа забележале голем број народни песни, приказни, пословици и поговорки. Викторија Попстефанија е родена во 1880 година во Струга, а починала на длабока старост во 97 година од животот во 1977 година. Се родила во семејството на Зарче и Василка Поповски. Растела покрај двајца браќа, Јонче и Ставре. Била убава и темпераментна девојка, со бел тен, црни коси, сини очи и стројна става. За сите имала добар збор, била дружелюбива, секогаш расположена за песна игра. Во 1900 година, на 20 години, се омажила за охриѓанецот Леон Попстефанија. Својот сопруг претходно не го познавала. Таков бил обичајот, некогаш зетот и невестата за прв пат да се сретнат на свадбената церемонија. Во бракот им се раѓаат 9 деца, од кои живи останале 3 сина и 2 керки. Ристе, Благоја, Јонче и керките Софија и Љубе. Професор доктор Драги Стефанија е нејзин внук од синот Благоја, македонист кој докторирал на дарбата на Викторија Попстефанија да го чува и пренесува народното творештво. Има објавено 37 книги, 10 поврзани со Охрид, а 2 од нив се посветени на Викторија Попстефанија. Таа станала позната со тоа што уште во време на Кралева Југославија имале формирано група, игроорна група од, така ја викат, од Македонија, од Охрид, и одела по разни собери, фестивали, главни тога се правеле на народна песна и игра. Па кога мојот ментор, академикот Харалампија Поленаковиќ, кога ми даде тема да работам за Викторија Попстефанија, за баба ми, реков сега јас ќе испаднам бабин доктор. Меѓутоа, интерес не му одговори скоро повеќе од година. Меѓутоа, кога забележав дека Викторија не е интересна по тоа што не е интересна по тоа што сум бележал јас песни и приказни некои поговорки, туку кога забележав дека од неја податоци, односно песни собирале Благовеста Кава и Пиетот од Париз, од татко ми Благојче, од Вера Антич, Вера Грозданова, Викторија Зарчева, Вера Попстефанија, баба му Љупча, Ѓорги Белџигеровски, Добрила Попстефанија, Драго Патче од мене, Доља Спирова Стефанија, тоа е жена ми, Ѓорđe Киселиновиќ или Киселин, Ѓорги Киселин од Охрид, американската пијанистка Естер Џонсон, многу песни и фолклорни материјали најдов во Институтот за фолклор. Големо време и посветил фолклористот Коста Манојловиќ од Белград, потоа една од Институтот за фолклор Лепа Спировска, потоа неговите сестри Љубица и Даница Јанковиќ, Марија Антонова, Наум Целаковски, Реджинал Дебре, професор од Камбера, односно од Лондон, Славче Зарчева, многу материјал сум собрал од Трајан Никодиновски, од неговите 2 збирки, од Томе Плевнеш, од Факултетот за музички уметности во Белград, од Васил Хаджиманов, Добри Христов.
Од Викторија се зачувани 276 македонски народни песни и 78 народни приказни. Песните ги научила од нејзината баба и мајка и се стари преку 200 години, раскажува професор Драги Стефанија. За една недела, од утро до мрак испеала 167 народни песни. Не пела на забави, не пела на игранки, не. Пела на народни забави, пела на фолклорни фестивали, секогаш за одредена прилика. Не била кафанска пејачка или да се распее каде и да е, не. На определено место. Пред се дома, меѓу домашни, меѓу роднини, меѓу своји. И јасно, јавно, ако излезеле некаде, во Струга, во Охрид, во Битола, во Скопје, во Софија биле, во Белград биле, секаде биле, пееле. И со таа огромна група во која што била таа Омилена песна на Викторија Попстефанија и била Бор садила мома Евгенија. беше многу интересна. Ако спомнеше некој само еден збор, таа ти почнеше песна да пее, независно. Ама најтешко време да е. Некој близок во фамилијата умрел. Не се пее неа песната да држиш. Таа сама попевнуваш. Не знам дали некоја била посебно омилена, само знаеше сите да ги запее. Една од најомилените сепак ми се чини беше Бор садила мома Евгенија. Таа песна јас ја знаев од татко ми и од баба ми. Меѓутоа јас му ја пренесов на мојот син Леон и по една прилика кога Кузман гостуваше во Љубљана, мојот син му ја засвири на армоника. И целиот негов оркестар од тоа што го гледаме овде на слика беше одушевен од песната и така се пренесе, се врати назад, иако го знаевме. Таа песна ја знаел и нашиот пејач охридски Томе Плевнеш, кој што исто знае многу народни песни, многу добра интерпретација има и тој ја знае со некоја поинаква варијанта. Чудно е што таа има таков такт, мало необичен за народната песна, но народната песна и народната мелодија нема сајбија, нема газда. Таа ќе одлета како песна, таа ќе одлета како зборот. Зборот е твој додека го изусиш, ко ќе изустиш, готово. Јас сум мома Охриѓанка, измамена од љубов, а сега се не скита. Само еден збор и таа веднаш или пееше или раскажуваше приказна, си приспомнува за баба си Стефанија. Поезијата не може да ја менуваш. Тоа е врзан стих, тоа те врзува. Тоа е како плетено платно, не е конец. Приказната е како конец. Може да ја должиш, да ја шириш, да плетеш, да расплетуваш и се да правиш, прозата е поинаква. И затоа може би таа ги има ова сторено. Ова приказната, кога Господ им подели Адам и Ева, кога биле во рајот, тие биле споени, како сиемски близници. Господ зел сабја и ги раздвоил. И се разделили Адам на една страна, Ева на друга страна. Биле овде разделени, расцепени и Господ им рекол, ево ви по 2 флорини, ако сакате, добро, сега евра не може да им даде. Ојте купите конец и игла и да се сошиете. Маш отишол, ги зел 2 клопчиња конец, се шил, се сошил. Малце му престанало и денес му останало мало од едното клопче. А жена како жена, прво купила
помади, кремови, црвило, белило. Се шијала, не станале пари и останала недошијана. Приказната од Викторија не е. Си биле двајца братја. Работата им била во тоа што продале умито со пари. Помалиот брат бил на гурбет 18 години. Ко се враќал дома, сакал да купи пешчеш и влегол во дуќанов кај што се продал ум. Го опити дуќанџијава. Што продават, и овај му рекол, оту продат ум. То биле лишчиња на кои што биле написани разни мудрости. И гурбечијата си зел едно лишче и го прочитал. На него пишело: пред да направиш нешто лошо, 5 минути помисли. Си ошол кун дома. 18 години не бил вратен. Гледат, горат видело во куќата него. И со жена му гледат еден маж. Ја гаснет лампата и велет: лека нош. Си помислил: ево, жена ми е со друг маж. Ке треби да ја операм. Демек, ваква е работава со неа. Ама се сетил на умот што го купил. Пред да направиш нешто лошо, помисли 5 минути. И тога, во моментот кога му зоврела крвта, ко се изгаснала лампата, чул: лека нош, мамо. Тога се сетило ти попат купил најубав пешчеш, најубав ум. Музичкиот талент кај членовите на семејството Попстефанија се пренесува на 5 генерации, напоменува Драги Стефанија. Музикалноста на Викторија Попстефанија ја наследиле и внукот Драги, но и повеќето членови од семејството, како што биле Кузман, од ансамблот Билјана, Леон и Јован. Дека Викторија била позната, маш и незин дедо Милеон исто така свирал на виолина. Татко ми исто така свирал на виолина. Јас тој што дете свирев хармоника, а потоа не знаев ни што е. Клавир знаев што е, во гимназија немаше хармоники, сум свирал на клавир, зашто слична е ситуацијата која со клавиатура хармониката може да свириш и на клавир, на синтесајзер. Дека фамилијата е музикална, покажува и Кузман Попстефанија, покојниот, и со него издадовме ова збирка на 300 македонски народни песни, всушност е 301, бидејќи последната е Чифте, чифте, пајтонлари. Таа е последната песна таму. А да продолжи традицијата покажува мојот син, кој што е професор по музика на Филозофски факултет во Љубљана. Со ништо не сум му помагнал, но освен тоа што сум му купил клавир кој што стои денес дома не го зеде. Не му треба, имаше клавири по школите, кај што беше, а исто така покажува најмладиот член на Билјана, организаторот на Билјана Јуниор, Јован Попстефанија. Значи, од тука би следеле практично 5 генерации на ако трае 30 години една генерација која што е продуктивна, која што е значајна, значи имаме 5 генерации на луѓе што се занимаваат со музика.
te dava druse, zana umeta ruse od banđosi. Neki goru seđana, dojno meta, dojti sakad ruse, mogu pari. Samo čoče ruse, pari neki. Samo tebe ruse, mi te sakad. Taksaj, majko, taksaj, što ge taksaš? Na Ilija, majko, što ti čeli? Na Libeta, majko, šalko šula. Na Mareta, majko, takav freski. Na Tašeta, majko, raloga. A na čočeta, majko, tarapanci. Čoče vrvičana, slokajče, За исклучителниот талент кон народното творештво кој го поседувала Викторија надалеку се чуло. Каде од 36-та до си до смртта, до 76-та година. Таа до последно време и пееше. Луѓето би помислиле дека ова е мало чуден пристап. Знаете како? Обично еден фолклорист издава стихозбирка од повеќе собирачи. Овде ситуацијата обрат. Еден информатор им соопштува на десетици
фолклористи да собираат материјал, а целиот тој материјал јас го собрав од сите овие што ги прочитав и ги објавив во ова втората книга. Бидејќи првата книга е студија, во која што има многу теоретски премиси, работена е според најновите методи и мене ми е драго што често пати книга ве цитирана во и европскиот, и американскиот, и источниот стручен печат. Нејзиниот внук денес поседува музички материјал, сочуван на неколку грамофонски восочни плочи, магнетофонски ленти и една филмска лента. Многу песни што ги собрала точно Естер Џонсон, меѓутоа од Естер Џонсон чувам една плоча од 1938 година, малечка плоча, алуминска, на која што е со бакелит горе поставена и може да се преслуша само со некој ласерски грамофон, бидејќи не може. Меѓутоа, Манојловиќ од Белград има сликано негде околу 30 плочи восочни. Чув сега од син ми кој што е музиколог во Љубљана, професор, дека тие плочи се преснимени во некој германски институт, бидејќи ако се снимале на восок, можеле еднаш, два пати, три пати да се употребат. И сега тие ќе бидат достапни, се надавам ќе ги добијам, односно ќе ги добија син ми, ќе ги добијам јас, односно ќе ги предадам на музеот да се чуваат како навистина реликвија, тоа се трајни, на CD снимени. И тоа ќе биде многу добар материјал. Инаку имам околу 20 ленти со материјали музички од Викторија. Кон крајот на 30-тите години од минатиот век, Викторија Попстефанија со група играорци од Охрид учествувале на фолклорен фестивал во Белград. Свиреле садиловци, а во групата биле играорките Викторија, Афродита од Филипчевци, Славче Мишева, Марија Пармак, Марика Чорбева, Вера Заричин, Вера Мијајлова. Машки играорци биле браќата Стојан и Тоше Китрозовски од Велгошти, Ило Зимбос, Пиро Јане, Владе Коцаре, Номче Сировски Пумпулко. Американската пианистка Естер Џонсон снимила песна која пеела Викторија Попстефанија "Запали ме, изгори ме". Таа била гостинка на нејзиното семејство во 1938 година и на Магаре се шетала низ Охрид. Пева е на Магаре со дедо ми кај што одат, овде била во куќата. Овде седеле, во ова куќа. Куќата онака изгледаше како што ви кажав тогаш. Имаше една соба овде, тоа е интересно што одеше пониско. Сега Љупче има покрено да повисоко куќава. Овде беше вратата, долг ходник и од другата врата се излегуваше куќа. Имаше југ. Се отвораше ова врата и таа е другата врата. Брано влези од овде и излези околу. Колку пати кондурите ќе ја однесеш? Ти се молам, стино, ти не мешај се! Со својата харизма и талент, Викторија не само што привлекувала внимание кај фолклористите и музичарите, туку за неа се пишувало и во весниците, Политика и Арена. Останала забележана и во кратка секвенца во филмот Мирно лето со македонскиот актер Петре Прличко. Тоа е снимено овде, ова куќа. Уранија, на академијата. На академијата беше стара. И јасно жениве сите, ова време горе до околу 5 сатоците, излегуваа пред куќи со плетење. Никој само не го плетели и оговарали, озборувале. Кој ќе помине овај дваков, овај таков, ама се добронамерно, никој лошо не мислел. И најверојатно некој од тие режисерите, мислам дека беше Османли, и ја видел, ајде, па овде една епизодна, овде кој што е прикажана со Петре Прличко. Добро останала како запис интересен. Професор Драги Стефанија ја памети баба си не само како весела и темпераментна жена, туку и по нејзината добрина. Просто ќе звучи како анегдота. Деца како деца. Јас одев вчера на кај музејат, гледам пенџери скршени. Се случило, некој од Прокопиевци, наши роднини, скршил џам кај
Леон кај Викторија Поп Стефанија. И сега таа ќе оди на Давија да се жали на благо на мајка им од Кузмана. И зборовите биле. Благо номор, само добро да најш, како си? Абе, слушај, дечинава твој, да им цутет рачината скршиле на джамишче. Абе, убо, да се здрави и живи, ама речи им да не фрлет камена поđe мојве, скъпи се, да се здрави и живи. Та не знаеше никога да искара. Таа не знаеше со никога да се замери. Таа не знаеше да рече за некого лошо. Не. Од неа бликаше добрина. Штета што ние, бар јас не сум како не. Знам и да сум арен, ама и тролош. До крајот на животот имала безпрекорна меморија, починала на 20 јануари 1977 година. Низиниот внук, професор доктор Драги Стефанија Самокусо додава, таа не умре, туку згасна до последниот здив со песна. Замина тивко како и што живееше, за никого не рече лош збор, туку се соарно и ведра мисла.